Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани пријатели, драги гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта од Кавадарци. И ова работна седмица ја започнуваме заедно со нашата и ваша утринска програма Добро утро. Денеска е 30 септември, понеделник 2022 година, последниот ден во овој месец. Веќе од утре навлегуваме во нов месец, октомври, последно тримесечие во ова календарска 2022 година. Денеска во Кавадарци 8 на сончев ден, беше релативно топло утрово, некаде 13 степени, моментално е 16 степени во Кавадарци, а ќе се искачи температурата до високи 29 за овој дел од годината. Така ќе биде и во останатите делови, во останатите градови во нашата земја. Еве, ќе почнеме од крајниот југ, Гевгелискиот регион ќе достигне температура до 30 степени. Во Струмичкиот регион нешто слично, во Беровскиот малце посвежо од 6 до 23, Команово од 10 до 24, во Скопскиот регион од 10 до 27, на крајниот запад ќе биде посвежо од 11 до 21 степен, Охридскиот регион од 12 до 24, Пелагонискиот регион Битола Прилеп од 16 до 26 и овде во Теквишијата од 13 до 29 степени. Сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северен ветер, односно јужен ветер ќе дува денеска во Македонија. Во Скопје сончево и топло со мала до умерена облачност и со умерен јужен ветер. Релативно е топло, така ќе биде и утре. Еве утрешната прогноза вели дека ќе имаме променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, ќе дува до слаб умерен ветер од јужен правец. Значи јутре ќе имаме високи температури, иако за степен 2 пониски од денешните, меѓутоа надевајте се и дека утре ќе имаме релативно убаво време, но веќе во следните 3 дена температурата благо ќе опаѓа и ќе имаме пониски утрински температури. Еве, например, над 2 октомври ќе имаме утрински од 10 до 17 и дневни релативно добри температури од 19 до 26. Потоа на трети ќе имаме од 7 до 14 дневна утринска, а дневна ќе биде 18 до 25 и така натаму. Како да е, се уште имаме релативно топло време, така да ќе заштедиме и од трошење на дрва или употреба на големи количества на струја за загревање, но како да е, ние полека навлегуваме во едно од убавите годишни времења, а тоа е есента. Што се однесува до состојбата на патиштата, почитувани гледачи, имаме информации од Автомотосојузот на Македонија кои доставуваат редовни информации и во таа информација се вели дека Автомотосојузот препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено со понаместа влажни коловози. Како да е, суво е, ако сте тргнали на пат, сепак почитувајте ги патните сообраќајни знаци кои се поставени. Што се однесува до состојбата на граничните премини, таа е редовна и според камерите кои се поставени, еве на Богородица, граничен премин, нема воопшто задржување за влез и за излез од нашата земја и за влез од Грција. Потребни се оние нормални
možda kažem, normalno vreme za lična karta ili pasoš da se provjeri na preminot. Što se odnesova do granične od Premin Tabanovce i tamo spored ove kameri koji se postavljeni nema vopšto gužva za vles i za izles od našata zemlja, taka i na granični od Premin Blace prema sosedno Kosovo. Prema Albanija, Kjafasan, isto primjetovam da nema vopšto vozila na granični od Premin. Evo, počtovani gledači, to bija ove početni servis informaciji, kako što spomnav, deneska je 30. septembri, posljednji den v ovoj mesec septembri, utre veke 1. oktobri. Što su nesovo do vozduhot, voka Vadarci, spored Meranta stanica i podatocite koji se dostupni vozduhot je čist i nema UV zračenje. Evo to bija tije početne informacije, svega da ve pozdravime se jedna ubava hristijanska pesna. Gledam ljude oko sebe, samo nekud jure, pa se pitam često puta, zašto tako žure i barem malo stati, ma niko nema vremena. Smo svi na putovanju, život teče kao rijeka, ali netko tamo gore oduvijek nas čeka i zato njemu pjevaj, jer to je navika. I putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. I putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Sretnem jednog starog prijatelja, pitam kako ide, on mi veli: daj me pusti, ljudi me se stide, ma ništa nije dobro i ne znam kud sa sobom ja. O da, a ja mu kažem, ajde pogledaj gore u visine, znaj da neko tamo jednako se brine i zato njemu pjevaj, jer to je navika. mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom
Почитувани гледачи, еве неповторно во живо, ја следите утринската програма на радио Глас на надежта. Добро утро. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата програма. Продолжуваме со нашата програма, со рубриките кои ги приготвивме за денеска. Ке следува читање од Библијата, потоа во текот на емисијата ќе имаме вести од светот, од Нови Зеланд, потоа ќе пренесем информации за она што се случуваше пред неколку денови во Босна и Херцеговина. Се одржа голем состанок на кој присуствува поголем број на пастори од две унии, од Јадранската унија и Југоисточната Европска унија, затоа следете не. Ќе имаме реклама на нови книги, потоа ќе имаме кратка тема, сето тоа ќе го видите во текот на следните минути, а секако ќе имаме и одбрана духовна песна. Денеска ќе го прочитам 7-миот псалом, молитва за избавување на праведникот. Господе, Боже мој, кај Тебе се засолнувам, спаси ме и избави ме од сите кои ме гонат. Зашто како лавови ќе ме зграпчат и на парчења ќе ме раскинат, немајки кој да ме избави. Господе Боже мој, ако сум го сторил тоа, ако си виновни моите раце, ако со зло сум му возвратил на тој што ми беше пријател, или без причина сум зел од мојот непријател, тогаш нека ме гони душманот и нека ме стаса. Животот на земјата нека ми го сотре. Славата во правта нека ми ја фрли. Стани, Господе, во гневот свој, крени се против бесот на моите душмани. Разбуди се, Боже мој, правда воспостави. Нека се соберат околу Тебе народите, а Ти управувај над нив од висините. Господ, нека им суди на народите. Суди ми според мојата правда, Господе, според мојата честност севишен. Праведен, Господе, Ти кој што ги познаваш мислите и срцата, запри го насилството на злите и заштити ги праведните. Мојата заштита е Севишниот Бог, кој што ги избавува праведните по срце. Бог е праведен судија, Бог кој својот гнев секојдневно го искажува. Ако човекот не се покае, тој својот меч ќе го наточи, својот лак ќе го затегне и ќе го насочи. Оружјето смртоносно му е подготвено, огнените стрели му се спремни. Тој што зачнува неправда, затруднува злоба и раѓа измама. Тој што копа јама и ја продлабочува, паѓа во јамата што самиот си ја ископал. Ке го снајдат собствените неправди, врз собствената глава ке му се излее насилство негово. А јас му благодарам на Господа за правдата негова и го опевам името на Севишниот Господ. Еве, тоа беа зборовите, почитувани гледачи, напишани од царот Давид. Молитва за избавување на праведникот. Нека и наша заштита во ова седмица, па и во овој ден биде Господ, како што рекол и самиот Давид. Мојата заштита е од Севишниот Бог, кој што ги избавува праведните по срце. Благодарим и на Давид што ги напишал овие зборови, кои всушност представуваат излив на оно што тој го чувствувал во своето срце кон Господа. Нека и нас не чува Господ во денот кој е пред нас и во сите денови до крајот на нашиот живот. Еве тоа беа зборовите запишани во 7-миот псалом. Одеме сега повторно со песна. Slušam kako dvoni glas
koga ovoj svet kosanke mine, so moj odbor po večnost take sme. I koga ovoj svet kosanke mine, so moj odbor po večnost take sme. Почитам гледачи, продолжуваме со нашата програма, следува рубриката Вести од Македонија или од светот. Во наредните емисии ќе ви пренесувам интересни вести на доживување на луѓе кои се обратиле и го прифатиле Господа. Вестите во наредните емисии ќе ни доаѓаат од Нови Зеланд. Ќе имаме, значи, 5 такви информации на лица кои го запознале Господа, потоа ќе имаме 2 од Австралија, Папуа Нова Гвинеја и Тавулу. Значи, овие седмици кои се пред нас или месеци, поточно вестите ќе ни доаѓаат од Јужно-Пацифистичката дивизија. Тука ги вклучува, веќе спомнав, Американска Самоа, Австралија, Кукови острови, Фиджи, Француска Полинезија, Кирибати, Нуру, Нова Каледонија, Нов Зеланд и така натаму. Следете ги нашите мисли, ќе имаме интересни доживувања, интересни случки на луѓе кои го запознале Господа. Ево интересно, во оваа дивизија, значи во овој дел на светот, живеат некаде околу 40 милиони жители или луѓе, вклучувајќи приближно и повеќе од 518.000 членови на христијанската адвентистичка црква. Ова представува сооднос 1 адвентиста на 70 луѓе, што е подобрување во однос на 3 години порано, кога соодносот беше 1:78. Навистина интересно е, значи, одиш во град или во некое село, на секој 70 луѓе ќе сретнеш 1 адвентист. Во Македонија тој просек е многу поголем, значи не е така мал, 1:70, може би 1:400 или 500, но како и да е, еве денеска ќе ви пренесам информации, односно искуство на една сестра по име Кристи, како таа го запознала Господа. Кристи пораснала во дом во Азија, во кој не примила никакво христијанско искуство или воспитување. Кога била тинеџерка, таа си го поставила прашањето: која е смислата на животот? Таа верувала дека ако човек има само еден живот на располагање, најдобар начин да го живее е во добро јадење, пиење и во задоволство на овој свет. Сепак таквиот живот и се чинил бесмислен. Едно лето отишла во школа за англиски јазик. Професорот бил од Соединетите Американски држави, а имал и докторат по теологија. На почетокот на првиот час тој се представил и го споделил своето сведоштво за тоа како го направил Бог чудото и му го спасил животот во сообраќајна несреќа. Во тој судир неговиот автомобил бил целосно уништен. Тој се чувствувал или се извлекол скоро без никакви огреботинки. Кристи била восхитена од неговото чудесно искуство, а потоа им го раскажала на родителите по наставата. Поминале 10 години, а Кристи повторно размислувала за Бога кога беше во Канада на летен одмор. Во градот Ванкувер имало црква до низиниот хотел. Видела маж како стои на влезот од црквата, држејќи надпис «Добро дојдовте дома». Подоцна истиот ден таа поминала покрај црквата и го видела истиот човек како го држи надписот. Ветерот силно дувал тој ден, а таа се чудела зошто човекот бил толку упорен да го држи тој надпис на едно такво невреме. Сликата на мажот кој држи надпис во еден ветровит ден длабоко се врежала во мислите и честопати размислувала за тоа во наредните месеци. Таа верувала дека има нешто посебно во христијанската вера. Дома се запишала на постдипломски студии. Се изненадила како кога професорот на сите ученици им поделил една духовна книга, се заинтересирала за книгата, бидејќи давал одговор
на некои неизини прашања за смислата на животот. Таа му напишала мејл на професорот во кој му се заблагодарила за книгата, велејќи дека сака подобро и поцелосно да го запознае Исуса Христа. Професорот ја упатил кај друг професор, поточно професорка, која водела седмични вечерни духовни собирања во низиниот дом. Истата седмица Кристи отишла на духовен состанок во домот на таа професорка. Таму била срдечно прифатена од присутните и за прв пат во животот држала Библија и читала стихови од неа. Почнала редовно да оди на духовни собирања и набрзо му го предала своето срце на Господа. Одела во разни цркви, на предавања и разни активности, но чувствувала дека незиниот однос со Бога не е целосно согласен, неизе и недостасувало нешто. Поминале 2 години, додека еден ден, прелистувајќи ги телевизиските канали, наишла на ТВ каналот Надеж. Од тој ден таа почнала редовно да ги следи програмите на телевизискиот канал Надеж. Гледањето емисии на овој телевизиски канал стана најумилениот дел од низиното секојдневие. За неколку месеци гледање телевизиски емисии дознала толку различни информации за Бога, што низиниот живот полека почнал да се менува. Таа сватила дека Бог е полн со милост, желен да ги повикува луѓето да се вратат кај Него, бидејќи тој ги сака и сака да им ги прости гревовите и да им помогне. За прв пат во животот, таа почувствувала целосно задоволство во своето срце. Одлучила да се приклучи на христијанската адвентистичка црква, да се крсти со вистинско крштевање, со нуркање. Му благодарам на Бога што ме упати кон програмите на каналот Надеж, кој направи духовно да растам и да созревам. Сега сум подготвена целосно да го предадам мојот живот во Исусови раци. Сакам да го прославувам Бога. Тоа е вистинската смисла на животот. Почитувани гледачи, ова беше искуството на Кристи, како го запознала Господа. Навистина, чудно е и во Нови Зеланд, и во Австралија, и овде. Луѓето имаат потреба од Бога. Човек не може да живее без Бога. Еве неколку информации за Нови Зеланд. Во 1874 година дошло до адвентистичко сведочење во Нов Зеланд, потикнато од печатени материјали испратени од САД. Значи, од Америка били испратени списанија, часописи, книги во Нови Зеланд во 1874 година, а во 1885 година адвентистичкиот пастор Хаскал се преселил во Окланд, Австралија и престојувал во хотелот Едвард Хајр, кој со својата сопруга станал првиот обратеник. Мала група луѓе почнала да се собира и да ги учи вистините од Светото писмо, како што е вистината за саботата и останатите други библиски вистини. Вистина, Бог прави чуда, почитувани пријатели. Луѓето имаат потреба таа празнина во срцето да исполнат со Бога. Ако не е Бог во срцето на човекот, верувајте, ќе дојде оној другиот, непоканет гостин, а тој е ѓаволот, сатаната, кој ќе дојде и ќе го узурпира тоа место кое е приготвено за Бога. Затоа нека и денеска, и вие кои не гледате и слушате, може би вашето срце се уште е празно, може би Бог се уште не го исполнил целосно. Повикај го во молитва: Господе Исусе, всели се во моето срце, јас се предавам во Твои раце. Ке почувствувате нешто многу пријатно. Бог тогаш ќе го превземе преслот на вашето срце и ќе ве води од чекор во чекор во нови победи и радости. Затоа, еве, почитувани гледачи, тука ќе застанеме со ово искуство, ќе продолжиме и во наредната емисија, значи, уште ново искуство ќе ви споделам, исто така ќе биде од Нови Зеланд. А сега одиме повторно со песна. Исусова, се
Продолжуваме со нашата програма уживо. Почнуваме гледачи, ја следите утринската програма на радио Гласна надежда. Добро утро. Ова емисија се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите гледачи во Македонија, без разлика дали сте во град или во село. Поздрав до гледачите кои се надвор од границите на нашата земја, како што е Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, имаме од Словенија гледачи, од Германија, од Холандија, Австралија, Америка, може би ќе прескокнам некоја држава, од Бугарија имаме наши гледачи. Сите сте добре дојдени во нашата утринска програма. Ова емисија се снима и може да ја погледнете и подоцна на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во следнова рубрика ќе ви пренесам информации, односно настан кој се одигра, кој се случи во минатите неколку денови. Всушност, од 20, може да кажеме 5, секако до 28 септември, во Босна, поточно во местото Бања Вручица, недалеко од градот Теслич, се одржа голем митинг или состанок на пасторите и нивните сопруги од поранешна наша Југославенска унија. Сега знаеме Југославија не постои, бидејќи секоја република стана своја држава, но еве ова година се одржа тој долго очекуван состанок на пасторите од Југоисточната Европска унија со седиште во Белград и Јадранската унија со седиште во Загреб. Тука спаѓаат и се вклучени останатите земји сега или држави, како што е Македонија, Србија секако, Црна Гора, Словенија, Хрватска. Имаше представници, односно пастори од Албанија и од странство. Што се случуваше за време на овие 3-4 денови? Значи, овој пат, овој состанок беше одржан, така да кажеме, нити во Србија, нити во Хрватска, туку на неутрален терен во Босна и Херцеговина. Во комплексот Бања Вручица, центар за здравствен туризам кој се наоѓа во близина на градот Теслич. Гости беа на овој состанок вработени во трансевропското деление, како што беа Карен, господјата или сестрата Карен Волферт Ентони, понатамо Кајл Валм, Марија Трајковска и, значи, уште една личност која исто така беше присутна, значи, двајца предавачи од нашата дивизија, плюс една сестра и сестра Марија Трајковска од Белград. Тие имаа своји настапи, значи, програмата беше исполнета, почнувајќи од 9 часот наутро, па се до 9 часот навечер. Имаш интересни предавања, може во друга прилика ќе ви кажам и насловите, тие се снима и од догледно време ќе бидат поставени на YouTube канал, па ќе може и вие да ги погледнете, почитувани гледачи. Имаше исто така, значи беа пленарни предавања, кај што беа сите присутни, и мажите и жените, односно пасторите и нивните сопруги, а имаше и посебни предавања за сестрите, значи за жените кои имаа своји посебни работилници. Во попладневните или вечерните часови, овде се гледате фотографија, тоа беа предавачите, со превод, значи од англиски на српско-хрватски. Овој беше хотелот кај што бевме сместени. Може би најинтересно беше, се беше интересно, но секако имаше моменти кај што
сите ние кои бевме учесници можевме да поставуваме прашања и попладне, односно навечер, имаше време за поставување на прашања и одговори. Така да гостите кои се потрудија да дадат соодветни одговори на мноштвото прашања кои беа поставени. Беа присутни некаде околу 150 луѓе, заедно, значи, со пасторите и нивните сопруги. Имаше и време за рекреација, слободно дружење, посебно во попладнените часови, иако времето беше ден-два и врнеше, но сепак е убава природа. Босна изобилува со многу убава природа, почитувани гледачи. Ние за Босна знаеме дека е планинска земја, дека има брда, кривини, патишта. Да, сето тоа постои, но има и убави места, како ова Бања Вручица со 5 хотели. Значи, овде има 5 згради, хотели, кај што присуствуваат многу луѓе од Словенија имаше, и од Србија, и од другите делови на светот, доаѓаат таму да се лечат, да рекреираат и, што би се рекло, да уживаат во смисол колку може да си финансиски приуштат. Нашиот престој во овој дел беше, значи, со цел да двете унии уште еднаш бидеме заедно. Такво нешто се случи во 1992 година. Јас бев исто така на тој состанок, но се одржи во Сараево, после војното Сараево, бидејќи таму, на жалост, се одигра најтешките војни дејствија во Босна и Херцеговина, односно во Сараево. Но ние како црква сме интернационална, кај нас членуваат верници од сите бои на кожа, од сите раси и класи, така да не гледаме ние на националност, туку тоа беше време за зближување, сепак за размена на искуства, размена на идеи, а што е најважно, сите работиме во Божето дело и наша визија е да навистина таа вистина што ние познаваме, да ја делиме, да ја шириме со останатите луѓе во местата каде што ние живееме и работиме. Сите присутни после оваа средба, може да кажам, почитувани пријатели, замина охрабрени, исполнети со нови сили, со нови визии да продолжат во работата во Божето дело. Секако генерациите се менуваат, многу постарите наши колеги заминаа во пензија, но сега има нова група на млади пастори кои беа присутни на овој состанок. Сите предавања започнува со песна и завршува, оде може да видите, група на млади измешани од Србија и од Хрватска и останатите делови на нашата унија кои пеја. Значи, во едно од вечерите се одржа и мини концерт, може да го следите тоа и да го видите на Адвентистички информатор на Facebook. Јас пренесов колку што можеше со техниката која имав, така да, значи, имаш и духовен концерт, песни, а песната зближува. Песната го крева човекот, што се вели духовно. Така да, еве, почитувани гледачи, ви пренесувам убави импресии од се оно што се случуваше таму во Босна и Херцеговина од 25 до 28 септември. Интересно, жителите се многу љубезни со кои се сретнавме и на кампусот таму, значи на тие терени, бидејќи има многу луѓе кои можеби не се адвентисти, но тука се најдо. Некој дури влегува во нашата сала, таа пленарна сала кај што се одржуваше овој состанок, и така присуствува посебно на песните кои се пеа, бидејќи беше убаво време за духовна релаксација, така да и тие луѓе кои беа гости во хотелот влегоа на неколку минути и присуствува и слуша песни, бидејќи музиката ги привлече. Еве, отприлика, значи, гледате делот присутните, иако требаше да бидат уште повеќе луѓе присутни, но ради короната доста еден дел од нив се заболеле и од Србија и од Хрватска, така да не може да бидат физички присутни. Но, како што спомнав, тоа се снимаше, се е снимено и кое ќе биде обработено, ќе биде поставено на соодветна YouTube страница или канал, а ние ќе ве известиме благовремено, почитувани гледачи. Еве толку за овие информации кои ви ги пренесов во врска со овој
sostanog na pastorite od jugoistočna Evropska unija i od Jadranska unija. Od Makedonije so taka pevmedna grupa, site ne može pastori od opravdane pričine da bidat prisutni, no ete nije koji bevme tamo, navistena se vrativme so golim iskustvo u smislu ispolniti so jedna nova vizija, so jedan nov elan, ohrabrini i ispolniti da продолжиме, да го шириме евангелието и новие простори овде во Република Македонија. Сега продолжуваме повторно со песна, почитувани гледачи, потоа ќе се вратиме да ја имаме и кратката тема од Библијата. Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nar. Oblaci ljeno nebom putuju, crčci spremno pjesmom već se raduju. Poneki rijedak leptir traži hlad, traži neki cvjetak da smiri glad. Suton je zlatni, grim isprolio, nek se vidi ko je sve to stvorio. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, kaleba bila i vječno biti s njim. Ako se more srebri kap po kap, kupa ga do zore, mjesečev slap, barva je bliže, tek otvori ja, pitajući ko je sve to stvorija. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, kaleba bila i vječno biti s njim. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, kaleba bila i vječno biti s njim. I vječno biti s njim. Evo ne повторно uživo počnu gledajući, vi sledite utrинската програма на радио Гласна надежда. Добро утро. Следува рубриката кратка тема или порака од Светото писмо. Секое утро, барем во минатите емисии, почитувани гледачи, зборувавме за побожните водачи, односно како изгледа еден Божи водач. Спомнавме неколку карактеристики, како на пример зборувавме во првата емисија дека побожните водачи се плашат понекогаш и тие се луѓе.
Potom zbrujovme za vtorata osobina, deka se potrebni pobožni vodači, znači luge koji se pobožni veruvat vo Gospoda. Potom spomnovme deka Božite vodeći se voruženi, ne so oružje, so puški ili nešto slično, tuku so sveti od duh. Potom zbrujovme za pobožite vodači deka se sljedbenici na patot, a Isus rekao ja sam pat, vi ste na život. I vo prethodната емисија зборувавме дека побожните водачи се претежно млади луѓе. Денеска би спомнал уште една карактеристика, а тоа е дека побожните водачи ќе успеат. Некој правилно рекол, го прочитав крајот на Библијата, победивме. Ние не треба да го чекаме второто Христово доаѓање за да искусиме успех во службата. Ако одиме по патот по кој Бог не праќа, служиме на начин на кој Тој сака да служиме. И тогаш ќе го искусиме успехот и во местата за кои сметаме дека се затворени за духовноста. Еден од моите умилени текстови во книгата на Исус Навин се наоѓа во 23 глава, 10 стих. Еден од вас тераше пред себе 1000, зашто Господ вашиот Бог се бореше за вас, како што ви вети. Пасторот Марк Финли е раскажал неверојатна приказна за жената која патувала во земја за која знаела дека има одбивен став кон религијата. Со себе носела 50 книги од големата борба кога настанал застој во собраќај. Значи, жената носела со себе 50 книги, а имало застој во собраќајот. Било толку страшно што луѓето почнаа да излегуваат од своите автомобили, да се протегнаат и да разговараат со луѓето кои не ги познавала. Еден младич забележил како ова жена ја чита својата саботношколска поука за да го пополни своето време, ја запрашал што научила. Почела да му раскажува за второто Христово доаѓање и за настаните на последните денови. Бил многу заинтересиран и пред момчето да се врати во својот автомобил, му е понудила книгата Големата борба. Неколку минути подоцна, супругата на тој човек излегла од автомобилот и побарала уште еден примерок од книгата. Жената ја дала книга и почела да разговара со неа за второто Христово доаѓање. Наскоро и други луѓе кои биле заглавени во метежот на овој собраќај се собрале за да слушаат и така та успела да ја сподели и со нив веста за второто Христово доаѓање. Кога се вратиле во своите автомобили и со себе почнале, односно понеле по една копија од книгата Големата борба. И останала само уште 3 книги. Одеднаш над нив долетал хеликоптер и слетал на блиското поле. Пилотот потрчал до неја, ја прашал што се случува. На радарот забележале поголема група луѓе собрани на едно место. Така таа почнала да им објаснува и раскажувала за Христовото второ доаѓање. Потом му ја дала книгата Големата борба, но пред да се врати во хеликоптерот ја запрашал дали би можел да добие уште 2 копии за своите колеги. Луѓето може да кажа дека е невозможно да се допре до одредени луѓе во одредени места, но Исус вели: жетвата навистина е голема, а работници малку. Молете се тогаш Господарот на жетвата да испрети работници во својата жетва. Еве, почнувајќи гледачи, тоа беше, може да кажеме, 6-та особина за успешните водачи. Побожите луѓе, побожните водачи ќе успеат. Интересна случка, нова жена која поделила 50 книги од Големата борба на автопатот кој бил запрен од сигурно некои причини, но таа го искористила времето, читајќи саботношколската поука и слушнавте како се развил тој разговор со еден од патниците, а потоа таа можела да ја подели таа книга, која навистина е многу вредна, Големата борба помеѓу Христа и сатаната. Одиме сега повторно со песна и ќе се вратиме да полека
ja udjevujeme naša ta današnja programa. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. Почнемо гледачи, сакам да ви покажам, да ви рекламирам една убава книга. Всушност тоа е библиска доктрина која носи наслов за смртта, умирањето и идната надеж. Ова е книга, мала книга, релативно тенка е, но многу содржајна. Во наредните 3 месеци ова книга една група на христијани ја проучуваат секој ден. Така да, доколку вие сакате да имате, може да ја порачате на нашата адреса. Цената е 80 денари. Значи, само 80 денари, но тематиката која е овде поставена е многу интересна. Значи, ако сакате да знаете повеќе за смртта, што се случува после умирањето, како да разбереме човечката природа, Христовата победа над смртта, пеколниот оган, измами во последно време, контрадикторни текстови кои се тешки за разбирање во Свето писмо, овде е се убаво објаснето. Значи, таа е библиска доктрина под наслов за смртта, умирањето и идната надеж. Имаме доволен број од ова книга, значи сите вие кои сакате да ја порачате, ќе ве испратиме по пошта, цената е символична, само 80 денари. Исто така,
Вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, можете тоа да го сторите доколку на интернет влезете, значи и ја отворите дописата Библијска школа под наслов Библијата зборува.мк. Повеќе за тоа ќе видиме сега во наредната реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на нашава денешна утринска емисија Добро утро. Ви благодарам што бевте со нас и ова утро и ви закажувам нова средба во наредниот петок со почеток во 9 часот. Следете ја нашата емисија, ова, односно и следните емисии во понеделник и петок со почеток во 9 часот. Пред да ја одјавим емисијата, би сакал да ви спомнам дека овие денови во Република Македонија на Фейсбук има една реклама за една убава книга Големата борба помеѓу Христа и сатаната. Еве и ние како редакција на Радио Глас на надежта се вклучуваме во делење нова бесплатна книга Библијата, односно Големата борба. Библија ви нудиме секако, но сакаме и ова книга да ви ја понудиме. Книгата е бесплатна, може да се достави преку пошта на ваша домашна адреса или нашите помошници, нашите соработници ќе ви ја достават дома, значи на ваша адреса. Бидете слободни, книгата е многу интересна, зборува за минатото, зборува актуелна за сегашноста, но зборува и за последно време за иднината. Еве со ова реклама и со ова видео што сега ќе го видите, се одјавуваме и ви посакуваме секој добро, убав викенд, бидете благословени од Господа и се гледаме повторно, ако Бог даде, живот и здравје во понеделник во 9 часот. А до тогаш, секој добро. Пред многу години, уште пред создавањето на светот, започнала војна. Војна помеѓу две сили. Силата на доброто и силата на злото. Војна меѓу светлината и темнината. Вистината и заблудата. Слободата и огнетувањето. Исправното и она што е погрешно. Меѓу животот и смртта. Тоа е војна која ќе го промени текот на времето. Многу религии, вклучително и христијанството, учат дека позади тродимензионалниот физички свет што го гледаме, постои друг, потполно реален духовен свет што не можеме да го видиме. Во овој невидлив свет се одвива титанска борба помеѓу врховниот херој на правдата и нечестивиот. И да дознаеме како во текот на времето, на големиот духовен мрак, храбри луѓе ризикувале се, за светлоста на вистината да засветли пред луѓето. Да ја откриеме тајната на настаните во сегашноста и нашата улога во големата борба. Да тргнеме на патување кон иднината која ќе ни открие како војната ќе заврши. Ова е најголемата тајна на вековите и најчудесната вистина која некогаш била раскажана. Го сакале тоа или не, во оваа војна е вклучена секоја личност на земјата.